Здраво на сите, тука е Даниел и денеска сакам да споделам само еден стих од Исаја 52 глава, односно 3 стих, кој што вели вака: зашто вака вели Господ, за ништо бевте продадени и без пари ќе бидете откупени. Овдека пишува дека израелците во тоа време, сметам дека е доста релевантен стих за нас денеска, за тебе денеска. Вели: за ништо бевте продадени, за ништо овој свет не продаде на лагите на ѓаволот, на неговите привлечности, убавини, пари, зависности, работи кои што направат во моментот да се чувствуваме убаво. За ништо, за без пари, за нула, за ништо што не вреде, дури и за минус, јас би кажа, бидејќи го уништува нашиот живот, секоја лага кажана од ѓаволот на која што ние веруваме. Дека ако го земеме ова апче ќе се чувствуваме подобро, ако ја земам оваа супстанца ќе се чувствувам подобро, ако отидам со оваа девојка или со овој дечко ќе се чувствувам убаво, ако имам секс за една вечер ќе се чувствувам убаво, ако запалам оваа цигара ќе се чувствувам убаво, ако испијам уште една чашка, уште едно пиво ќе се чувствувам убаво, или ако отидам уште еднаш кај надвор во ноќен клуб ќе се чувствувам убаво. Тие се лагите на ѓаволот. За ништо ни ги продава и за ништо се продаваме самите, сме продадени во таа агенда на сатаната за да го одземе нашиот живот, за да ја одземе душата наша. Бидејќи ние сме создадени во Божиот образ, ние сме Божја креација, а ѓаволот мрази се што е Божјо и ќе проба да го одземе, да не одземе од патот кон рајот, од патот кон вечноста со Бог. И за ништо ќе не продаде на таа агенда, за ништо. Но од друга страна, Исус Христос на крстот без пари не откупи, вели: без пари ќе бидете откупени. Ова е пророчки збор од Стариот Завет за нешто што тек ќе се случи на крстот. Преку Исус Христос, преку жртвата која што тој ја даде на крстот. Таа жртва беше бесплатна и се уште е бесплатна и ќе остане бесплатна до крајот на времињата. И без пари сме откупени на преку таа жртва на тој крст, но да не ве лаже тоа, бидејќи тоа не е воопшто ефтино. Жртвата на крстот е најскапото нешто што е направено, за нас е без пари, но е најскапата и највредната жртва, највредното нешто кое што можеме да го имаме, кое што можеш ти да го имаш денеска. И те предизвикувам да ја прифатиш таа жртва на крстот, бидејќи Исус Христос пред 2000 години дојде на оваа земја, умре на крстот, земајќи ги твоите гревови, пријателе, моите гревови, гревовите на целиот свет врз себе, целата вина врз себе, последиците од гревовите врз себе, и ги закова на тој дрвен проклет крст. Беше убиен на тој крст. Беше излеана неговата крв од тој крст. Беше симнат, беше повиен, беше погребан во гробот. И после третиот ден тој воскресна од мртвите, ја победи смртта. И денеска е жив. И со верата во него и ние можеме да победиме смртта како што тој победи смртта. И ние еден ден од кога ќе умре ова тело, ќе бидеме воскреснати заедно со него како што тој воскресна пред 2000 години од мртвите. И тоа е возможно доколку денеска ти се свртиш према него, почнеш да го следиш него и поверуваш во оваа порака и кажеш: ова е за мене. Библијата вели доколку се свртиш према него, почнеш да го следиш него и исповеда со својата уста дека веруваш во него и поверуваш во своето срце дека тој воскресна од мртвите, ти ќе се спасиш уште денеска. Твојата душа ќе има место во вечноста, во рајот кој што Бог го има спремено за тебе. И ова не е случајно што ја гледаш оваа порака, затоа те предизвикувам, свати ја сериозно. Доку сакаш да го направиш тој исчекор сега, ја имаш таа можност, ќе ти ја дадам за кратко. Сакам да се молам заедно со тебе да го насочиш твоето срце према Исус Христос, бидејќи овоа видео го гледаш од другата страна на твојот екран. Може би си сам во соба, само во соба, во кола, во канцеларија, на страна некаде. Исклучи се, стави ги слушалките и насочи го своето срце кон Исус Христос и повтори ги овие зборови по мене: Господи Исусе Христе, признавам дека сум грешен. Прости ми за моите гревови. И фала ти што умре на крстот за мене. Спаси ме, обнови ме, исцели ме од болката, од раните и дај ми нов живот. Сакам да те следам тебе, Исусе. Научи ме како. Во Твоето име го молам ова. Амен.